Таа е дама во вистинска смисла на зборот. Искрена и директна, иако секогаш одмерена, со убави манири, полна енергија која подкрива и која движи напред. На јавноста и е позната како ТВ новинарка, моја колешка, филмска критичарка, поранешен директор на филмскиот фестивал Манаки, актуелен уметнички директор на интернационалниот филмски фестивал Киненова. Ја поканив Гена Теодосиевска на утринска дружба и на моја радост ја прифати. Добро утро, Гена. Добро утро, Лида. Чест ми е. Среќна сум што секогаш можам да кажам да на нашите колеги, особено кога се однесува на нашите колеги од македонската телевизија. Ги поздравувам сите гледачи и ти благодарам што ме покани. Имаме и убав повод за оваа понеделничка утринска дружба. Од 16 до 26 февруари се случува 73-тото Берлинале. Гена е избрана за председател на 4 жири комисии на ФИСПРЕЦИ, фестивалот на филмска критика. Предпоставувам, односно верувам дека е тоа голема чест и одговорност. Јас не морам да признавам дека кога аплицирав да бидам дел од меѓународното жири на програмата Панорама, бидејќи ФИПРЕСКИ како и главните жирија доделува награди во 4 категории. Тоа се competition, значи оние филмови кои што се во конкуренција, новите Encounters што ги воведе Карло Катријан пред 3 години, новиот уметнички директор на Берлиналето, средби, Панорама која што е многу популарна кај една, да кажам, помлада публика и Форум, програмата Форум, која што во себе вклучува и експериментални документарни филмови. Јас инсистирав на Панорама затоа што во последно време многу сум посветена на првите, вторите филмови на оние перспективни автори, режисери, сценаристи, директори на фотографија, кои што имаат свое прво филмско, второ или трето остварување. И тоа го вградувам и во мојата работа во Киненова последниве 2 години. А откако бевме избрани како членови на жрито, тој централен одбор на меѓународната филмска критика ФИПРЕСКИ ме избра за председател на сите 4 жирија. И тоа за мене беше малку еден пријатен шок, би рекла. Неочекувано, но секако со радост ја прифатив таа задача. Тоа е повеќе задача отколку улога, морам да признам, бидејќи се останува на вас и крајната одлука може да биде ваша. Тоа значи дека ќе треба многу програми да видам, дали ќе имам време за средби и за кафенце со пријатели кои што не сум ги видела 2 години откако не учествувам на Берлиналето затоа што ковидот тоа не ни го дозволи. Не знам, но се надевам дека ќе најдам. Јас кажав, Гена беше и директор на филмскиот фестивал Манаки. Какво искуство беше тоа? Големо искуство за мене. Јас на фестивалот почнав да работам од 2008 година како селектор во документарната програма. Документарниот филм е област во која што најдобро се снаоѓам, бидејќи долго и работев како автор, уредник во македонската радиотелевизија на телевизиски и портрети и емисии, така што тој жанр доста лесно го прифаќам и можам да го разберам. Да, играниот филм е малце покомплексен, поинаков. Во одредено време се случува, додека документарниот е неизвестен. И мене неизвестноста секогаш ме привлекувала, бидејќи сум човек кој што е спремен на предизвици. Така што понатаму станав уметнички директор и потоа директор и моето патување со Меѓународниот фестивал на филмската камера Браќа Манаки заврши во 2020 година. Кога Златната камера 300 моја доделивме на големиот полско-американски кинематографер и голем пријател на Спилберг, секако неков соработник Јан Камински. Топло се надевам дека Стивен Спилберг ќе го сретнам сега на Берлиналето, бидејќи тој ќе ја добие наградата за животно дело. Така што ќе имаме шанса ни овие жирија да се сретнеме и со тие личности, поголеми, да кажам, погламурозни. И за актуелнава функција што ја имаш, уметнички директор на интернационалниот филмски фестивал Киненова.
Јас бев поканета од Небојша Јовановиќ и му благодарам што ме покани, бидејќи во мене виде соработник на кој што можам да му кој што може да има доверба и кој што може да му помогне во некои мали сегменти кои што фестивалот му недостасуваат според мое мислење. Знаете како, некогаш велите кога ќе ги видите оние големи фестивали дека нашето искуство е скромно. Не е скромно, верувајте. Скромни сме само ние. Едноставно мислиме дека секогаш треба малку да се повинуваме затоа што тие живеат во Берлин, во Стокхолм или во Мадрид. Не. Искуствата се секаде исти, само ако имаш шанса да ги добиеш и да бидеш таму на вистинско место во вистинско време. Јас можеби ја имав таа среќа. Работев долго време со Благој Куновски, Доре, кој што е мој драг колега, филмски критичар од кој што се уште учам. И мислам дека сите ние од Фипрески учиме од него на националната секција. Во овој момент, откако Доре го предаде своето жезло на Марина Костова, таа ни е сега председател на националната секција на Фипрески. И јас би сакала да ги охрабрам сите оние новинари кои што го сакаат филмот како уметност, а филмот може да биде индустрија, многу добро знаеме, нели? Да се осмелат, да почнат да пишуваат и филмски критики, рецензии, па дури и есеи, зошто да не? Последниве 30 години Гена е одличен проследувач, туторијален експерт за документарните филмови. Веќе го најави дека документарните филмови ти се некако на срце. Извршен продуцент на филмот Судијата. Точно така. Тоа беше филм кој што еден видеофилм кој што го работевме 5 години во редакцијата за култура и уметност. Режисер беше уметницата Жанета Вангели и со тој филм имавме среќа да бидеме во официјалната програма, втората поред по важност на Венецијскиот филмски фестивал во 2001 година, што го сметам за едно моје исклучително искуство со екипата од македонската телевизија. Луѓе кои што ми се многу драги, некои од нив и нема повеќе, но секогаш ќе бидам искрено благодарна за сето она што ме научија низ тие 5 години за тој филм. Може би се забавувавме и шегувавме со многу мои пријатели, особено со сопругот, па што снимате 5 години Бен Хур ли го снимате? Што се случува? А ние именно сето она што ни остануваше вака како екипа 1-2 часа од било која програма во културата, ги посветувавме на тој филм. И така го направивме. Во професионалната биографија на Гена е запишана и улогата на филмски селектор. Да. Јас неколку пати соработував со неколку фестивали и моето мислење сум го дала и за ИТВА, и за Данскиот фестивал на документарен филм. Така што да бидам селектор не ми е страно. Напротив, можам да кажам дека релаксирано се чувствувам во таа улога, бидејќи точно знам што одбирам. Исклучителен професионалец. Гена, што те турка, јас кажав, имаш енергија што пооткрива и турка напред. Што те турка тебе напред кон успехот? Што ли ме турка напред? Се уште некоја љубов и пасија кон она што значи промоција на една наша култура, бидејќи мислам дека во Македонија имаме навистина имаме што да дадеме и од кого да земеме за да дадеме. Имаме автори кои што треба да ги промовираме, а многу ретко доаѓаат наред да бидат промовирани, бидејќи оние арогантните, дрските и безсрамните им го земаат редот и местото и линијата, би рекла. Но публиката вистински знае кој е оној искрениот автор. Публиката точно знае да го награди тој автор. Тоа што не сакам да ме обесхрабри ни една состојба социјална, политичка, културна дури, бидејќи се уште знам дека постојат луѓе како мене кои што точно знаат кого да промовираат, на кој начин да промовираат. Може би ќе бидеме лимитирани од овие или од оние тела, од овој или од онаа личност, но морам да признам дека баш кога гледам дека некој не те почитува и те понижува, мене тоа ми дава енергија дека сум на вистинскиот пат. Која е Гена приватно? Има ли време за дружба со пријатели? Да. Што ја прави среќна? Ме прават среќна моите внуци, морам да признам, од мојата сестра Кейси Илија и од мојот брат Илија и Марин. Тоа се едни прекрасни деца, воспитани деца, добри деца, совесни деца.
кои што многу тешко читаат книги и прво ме прашуваат дали кој има тој филм, дали таа книга е филмувана веќе на телевизија, да мора ли да ја читаме, нели? И јас велам, за моја љубов прочитајте. И вели, за твоја љубов колку книги треба да прочитаме годишно? Тоа беше кога беа помали. Сега веќе и се навикна, но ете, децата ни се една поинаква техногенерација која што мобилниот телефон за нив е и веќе екран. А може би нашата емисија ја гледаат на мобилен телефон, ништо не е чудно. Но ме прават среќна вистинските пријатели, ги има малку, останаа малку, но се искрени. Се секогаш за мене во вистинското време тука, кога ќе им се пожалим или кога ќе се израдувам на нешто. И да, кафенце секогаш имам време да се напивам, макар и овде во МКЦ. Како стартува денот за ти? Мојот ден стартува едноставно, негде околу 7 часот, со чај и со житарки, со суви сливи, кои што ги обожавам наутро. Јаболка и киви, ето тоа е мојот доручек утрински, а потоа пешачам добри половина час пред да фатам такси, додека стигнам на работа. Дневната работа понекогаш рутински, понекогаш со задоволство се извршува, и вие сами знаете. И попладнето обично му го посветувам на сопругот, имаме наши серии кои што ги обожаваме, особено скандинавски серии кои што ги наоѓаме на HBO. Посакувам многу успех на предстојното Берлинале. Благодарам што беше гостин на Македонија наутро.